1, 2, 1, 2, 1, 2. Идеме. Нема одмор. Лиги, па Лига на шампиони, па пак сега лиги. Викендов пред нас е лут. Дерби до дерби. Ќе се фокусираме на 3 надпревари и како за промена фокусот ќе ни биде на Серија А. Јувентус Наполи и можеби најголемото италијанско дерби Интер Милан и еден меч од Премиер Лига Манчестер Сити Арсенал. Ама прво ќе одиме со Фантази Премиер Лига. Ајде да видиме што се дешаваше во Премиер Лигата, односно во Фантази Премиер Лига минатата недела. Значи, го земав Салах и ја зајавав работа. Дефинитивно. Најлош меч за него сезонава. Ево, Салах, значи погледнете колку бодови имаш. 14, 10, 17, ја го земав 2 бода. Крш. Добро. Го земав Салак, реков, ја зајавав, најлош меч за него, Ливерпул загуби, Салак донесе само 2 бода, голманот крш, Поро и Гвардиол катастрофа во одбрана, Салиба ми извади нешто, некој бод, 5 бода и толку беше. Другиве нигде, напад, што знам, двајцата по 1 бод. Се на се најлошо коло за мене. Сакам да го сменам пола тим, ама затоа што имам само еден фри трансфер, ќе менувам само во напад. Ајде идеме у трансфери. Ќе го сменам Мисак, кој што му дава доволни шанси, разочара, а на негово место ќе го земеме кај Воткинс. Го имав во првото коло, го сменив, не требаше дефинитивно. Confirm transfers. Сега ова е малце проблем, кој да игра, кој да не игра. Може да направам некоја замена, меѓутоа генерално е ова. Жоао Педро ќе биде прв тим затоа што игра со послаба екипа, мислам, со Nottingham Forest и ќе му дадам шанса во првата екипа. Сака ќе ми биде капитен. Или Салах. Не, Салах ќе го оставам капитен. Не може 2 надпревари да одигра на толку лошо ниво дефинитивно. Да. Добро, тоа е тоа. Иначе, во нашата лига сум многу слаб. Идеме спортски. Евеме 364. Катастрофа. Тоа е. Второ коло поред лидер е Паоло. Значи, минатото коло беше лидер и сега е. Генерално слабо коло за него, меѓутоа Халанд, ево го, повторно му донал 28 бода. Тоа е тоа, го има Халанд и пола работа е завршено. Иначе полу мене ми бега 100 бода, па сега видите вие кој е кој упричава. Ги прилистував овие условно кажано експерти, под наводници, за фантази и ќе споделам некој совет од нив. Што можеме да направиме овој викенд, односно кои играчи е добро да се купат. Халанд секако може да го земете, меѓутоа Халанд може да почекате и до следно коло, затоа што сега игра дерби со Арсенал. Прв избор треба да биде Палмер од Челси. Значи дечкото е лут и прашање на време кога ќе му порасне цената. Додека е се уште цената ниска, може да го земете во вашата екипа. Понатам идеме одбрана. Во одбрана сите го предлагаат Аина од Nottingham Forest. Моментално е 6-ти најдобар дефанзивец до сега во Премиер Лигата. Така да ефтине може да го земете. Во напад највеќе шанси за бодови ова коло би требало да имаат Варди, кој што игра против Евертон, како и Воткинс и Дуран од Астон Вила, кои ќе играат против Волверхемптон. Ја го земам Воткинс, за вас не знам, вие решете си сами. Меѓутоа предлозите се овие. Ајде да видиме како ќе поминеме ова коло. Ајде да се вратиме на дербијата овој викенд. Манчестер Сити Арсенал. Табела. Сити 12 бода, Арсенал 10, битка за врвот. Двете екипи неделава играа во Лига на шампиони со италијански екипи. Но Сити имаше ден повеќе за одмор и тоа значи многу во овој дел од сезоната. Освен тоа, Сити игра дома, а Сити на домашен терен против Арсенал нема пораз на 12 надпревари. 3 нерешени, 9 победи. Интересни се дуелите на Пеп Гвардиола и Артета и интересно ќе биде и овој пат. Овој надпревар уствари ќе даде одговори на многу прашања за продолжение на сезоната и евентуалниот победник на овој надпревар ќе биде во голема предност. А кој ќе тепа? Сити ќе тепа.
Ајде во Италија малку, сабота, Јувентус, Наполи. Вака значи, да се разбереме. Сезонава и едниве и другиве немаа што да бараат во серија А. Сега ќе заврши неречени и уште помалку ќе им се намалат шансите за титула. Шала на страна, Јуве имаше одличен трансфер период. Донесоа добри играчи, топ играчи и се добро покриени на сите позиции во екипата. И реално може да направат многу сезонава. Уште не се воиграни како екипа, ама ќе биде тоа за брзо време. Наполи сезонава е многу после. Со Симен во тимот и без него екипата не е иста. И никој не може да ме убеди као сега го има Лукаку, па ќе бидат негде на исто ниво. Нема да бидат. Океј, Лукаку тргна многу јако. 2 гола и 2 асистенции на првите 2 надпревари. Ама не може со исто темпо цела сезона. Значи, Јуве е фаворит и би требало да тепа. Веројатно ќе тепа. Одиме со најакото викендов и не најако затоа што навијам за Интер, туку најако е. Интер Милан, чиста единица. Милан изгуби дома во Лига на шампиони 3-1 од Ливерпул. Интер играше нерешено со Сити по Англија. Формата е на страната на Интер, ама сето ова се брише кога е во прашање дербито за Милано. Градот поделен на два дела, плаво, црвено. Ништо не е важно, само моментумот. Сега, кога тепаше Милан последен пат против Интер? 2022 година. Од тогаш 6 меча, 6 победи за Интер. Да не замара многу. Дечки, Интер, тепа. Тука ќе ве поздравам, меѓутоа не заборавајте да ставите subscribe на YouTube каналот BMG Network и следете на социјалните мрежи на Instagram и на Facebook. Се одјавувам. Чао!